Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани охриѓани. Уште не почната изборната кампања, СДСМ веќе почна да прави изборен подкуп. Костадин Ѓорѓиевски, кандидатот на СДСМ во Охрид, во сред изборна кампања прави масовен подкуп на бизнисмените во Охрид. На вчерашната седница на Советот на Општина Охрид, советниците од СДСМ изгласаа одлука со која што наместо раздолжување на општината, тие вршат масовен предизборен подкуп на голем дел од фирмите кои имаат побарувања по различни основи од општината. На Костадин Ѓорѓиевски на СДСМ, очигледно заради стравот од пораз и недовербата на граѓаните, им се брза со раздолжувањето на овие 8 милиони евра за фирми кои ги одобри владата за Општина Охрид. Но фактот е дека и покрај овие 8 милиони евра раздолжување, општината ќе остане должна и понатака повеќе од 9 милиони евра на правни и физички лица, долг за кој понатака ќе продолжат да течат камати и ќе расте и понатака долгот на општината. Да подсетиме, истиот долг го направија изминатите мандати градоначалниците од редовите на СДСМ. Почитувани, ова е еден масовен предизборен подкуп од страна на СДСМ и нивниот кандидат Костадин Ѓорѓиевски. Според нашите сознанија, и ова е многу важно, се сомневаме дека на дел од фирмите им било понудено да им се отплати долгот, но при тоа морале да дадат одреден процент од добивката кај одредени луѓе. Па така јавно го прашуваме градоначалникот и луѓето од СДСМ од Охрид, дали дел од фирмите на кои ќе им биде отплатен долгот, дел од парите ќе мораат да ги вратат во партијата, односно во СДСМ и кај Костадин. При тоа СДСМ и Костадин се повеќе во страф и паника од изборен пораз, па затоа наместо раздолжувањето да се изврши после изборите, тие брзаат да ги завршат сите овие операции претходно, иако рокот е 1 јуни. Но и многу е важно дека не смеат да се прават вакви трансфери на пари во изборна кампања кои сепак алудираат на изборен подкуп. Почитувани граѓани, сега веќе ви повеќе од јасно зошто на СДСМ и на Костадин им се брза. Затоа на изборите Костадин Ѓорѓиевски и СДСМ мора да бидат казнети и ве повикуваме да се придружите на кандидатот од редовите на ВМРО ДПМН, кандидатот за Општина Охрид, за градоначалник на Охрид, Митре Милошевски, и сите заедно да го направиме Охрид убав град за живење. Благодарам.